Добар ден, почитувани гледачи. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е председателот на Стопанската комора на Република Македонија, господинот Бранко Азевски. Господин Азевски, дали во македонското стопанство се чувствуваат позитивните трендови кои се јавуваат на странските пазари? Во моментов тоа не е ни можно, нити ние го очекуваме. Тие веројатно ќе дадат своји резултати за неколку месеци, заради тоа што излегувањето од рецесија на западните земји е процес кој што се случува во последните 2 месеца, а за да се возобноват нарачките и прекинатите деловни односи треба подолго време. Затоа ние очекуваме некои поволни резултати од таа работа, али не денес. Во август годинава се бележи пат на индустриското производство од 10% во споредба со истиот период лани. Што значи овој пат за стопанството и до кога може да се очекуваат вакви трендови? Падот на индустриското производство ќе продолжи во третиот квартал според предвидувањата на надлежните и релевантни институции, а можам да кажам и според анкетите кои што ги врши Стопанската комора. Некакво подобрување би можело да се очекува во моментот кога ќе се возобноват нарачките од земјите кои што излегуваат од рецесија и го зголемуваат производството, меѓутоа тоа нема да биде лесен процес, затоа што е прашање во каков капацитет се останати фирмите после поминувањето на економската криза. Така да не може унапред да се земи како готов факт работата дека ќе се возобнуваат во исти обем и дека на тој начин и ние ќе го подигнеме нивото на индустриското производство. Практично се уште мислам дека треба да сме свесни на опасноста од трајањето на економската криза, такви се бар во најголем дел сознанијата што ги имаме и од експертите од надвор и од сите овие форуми каде што присуствуваме, така да мислам дека треба многу внимателно да се следат тие токови и да не се подлегнува на некакви еуфории. Според вашите сознанија, дали се чувствуваат антикризните мерки на владата? Дали има простор за дополнителни мерки? Ако се земе фактот дека ние задржавме макроекономската стабилност, дека банкарскиот систем остана сепак здрав, дека немавме некои сериозни структурни нарушувања, треба човек да биде искрен и да признае дека веројатно и тие мерки имаат свој удел во целата таа работа. Меѓутоа, нашата економија не е обременета само од кризата. Нашата економија влече тешки последици од 94-та, 5-та, 6-та година од приклучувањето на либерализацијата на регионалните пазари во кои што ние влеговме, а во кои што компаниите не најдобро се снајдоа, така да сето тоа практично и пред почнувањето на кризата имаше рефлексија врз работењето на компаниите и сега само се усложни. Така да не би можело тоа да се стави во контекст на последиците кои што ги чувствуваме само од кризата. Светската криза во Македонија се одрази во реалната економија, поконкретно во металургијата. Дали растот на цените на металите на светските пазари може да компензираат за скапото производство во Република Македонија? Ако се земе фактот дека металургијата учествува со 40% во извозот на Македонија, сигурно тоа има многу големо значење. Значи, зголемувањето на цените на металите, на основните метали на берзите ќе повлијае за подобрување на ситуацијата кај нас. Такви имаме информации од компаниите кои што работат, кои полека го зголемуваат производството, така да ние сме врзани за тој показател заради структурата на нашето стопанство, на нашата економија и треба да сме внимателни во таа работа. Затоа беа и нашите заложби да тој сектор по било каква цена се очува, бидејќи во услови на криза, бидејќи тој е сектор кој што учествува со најголем процент во македонскиот извоз. Металопроизводителите се жалеа на високи трошоци за струја. Како според вас може да се реши овој проблем? Моментално цената на струјата на слободниот пазар е поволна за нив, меѓутоа тоа не значи дека ќе остане така. И ние секогаш бараме решение со владата за тоа прашање, затоа што треба да се превенира пред да дојде ситуација во која што ќе имаме висока осцилација на тој основен трошок во нивното работење. Така да сме во преговори за тие работи, ги следиме и мислам дека искуствата во изминатиот период ќе служат како поуки дека тоа не треба да се остави на само регулирање. Има некои конкретни предлози за овој проблем?
Па има конкретни предлози кои што се однесува на воведување дополнителни пазарни механизми за регулирање на тоа прашање, као берза на електрична енергија и така натаму. Тие се разгледуваат во рамките на Македонската енергетска асоциација и има постојан диалог, морам да кажам, на тој план со владата и веројатно нема да се дозволи да дојде до некој битно нарушување на пазарот. Земјава засега не е членка на НАТО и Европската унија, а во последно време се јавуваат и меѓуетнички тензии. Како сето тоа влијае на бизнис климата во Македонија? Па сега ние може и да имаме различити податоци околу тоа прашање и земји кои што не биле членки на НАТО и на Европската унија имаат висок влез на странски инвестиции. Факт е дека земјите кои што влегуваат во тие глобални структури ги подобруваат своите биланси и така натаму. Она што јас мислам дека е битно, тоа е дека ние треба да останеме на агендата на нашето приближување кон евроатлантските структури, што сме утврдиле како земја и во која што учествуваме сите чинители со исто мислење. И второто е да во земјата се вратиме подхитно на економската агенда, затоа што мислам дека сите овие прашања кои што ги споменувавте влијаат да практично економската агенда се маргинализира, а мислам дека тоа е со многу лоши последици по државата. На политички план, меѓу Македонија и Грција е спорот со името. Како стојат односите помеѓу двете земји на економски план? Ние таква констатација не можеме да потврдиме. Ние имаме добра соработка на економско и то зачудувачки добра соработка на економски план со Република Грција и мислам дека таа политичка криза која што постои во односите може да допринела да не се развијат повеќе. Иначе од постојното ниво во однос на целиот капацитет на Македонија ние можеме да бидеме задоволни и грчките партнери кои се во Македонија се конструктивни чинители во економскиот развој на државата и се активни членки и во Стопанската комора и во другите бизнис асоциации во државата и мислам на вистински начин покажуваат еден светски тренд кој што значи и покрај постојањето на политички проблеми економијата треба да работи. Тоа на овој пример го покажавме и тоа треба да ни биде пример и за понатак. Господин Азевски, сега имаме услови на рестриктивна монетарна политика поради ефектите на кризите. Македонските фирми немаат многу лесен пристап до кредита. Владата се обидува тоа да го компензира со понуда на кредити од европските фондови. Дали овие кредити што ги операционализира сега владата може да понудат по поволни услови од оние комерцијални кредити што ги даваат банките? Апсолутно, тие се подобри кредити, тука нема никаква дилема. Прашањето е нивната побрза имплементација за да тие стигнат до стопанството во момент кога му се потребни. А второто прашање што се однесува на вкупната политика околу мислам на монетарната политика, ние нормално како стопански субјекти секогаш сакаме да имаме полабава монетарна политика. Меѓутоа и во истиот момент сме свесни дека е тоа креација на Народната банка и на една координација на сите чинители на водењето на економската политика и заради тоа во краен случај ќе и почитуваме тие одредници кои што практично се секаде присутни во развиените земји во современиот свет и така се креира економската политика. Значи, ние секогаш ќе укажуваме, можда и ќе бидеме досадни во тој процес, али конечната одлука е на сочинители кои што се одговорни за економскиот развој и ние тоа ќе го почитуваме. Ви благодарам, господин Азевски. Благодарам. Тоа беше се за во неделното интервју на Радио Слободна Европа, следното издание за 7 дена.